Покривањето терористички напади е еден од најголемите предизвици во новинарството. Бара и професионална и човечка храброст. И знаење. Сите новинари сакаат да бидат први, па често се појавува еден јаз меѓу брзината и точноста. Но ако не се провери, потврди и пренесе точна информација на публиката, џабе е што некој е прв. Штетата може да биде од сериозни размери. Има една изрека од еден албански деец, многу познат, Фајко Еница, кој од прилика, вели парафразирам, твоето право е да мислиш што сакаш да кажеш, што сакаш да пишеш, што сакаш до моментот кога тоа го загрозува нечио туѓо право, односно правото на некој друг. Така да новинарите и медиумите генерално треба да многу добро да размислат пред да објават една информација, особено кога се работи за прашања кои може да бидат врзани со сигурноста, безбедноста на луѓето, на општеството, на заедницата. Тие информации, не само тие, но особено тие треба да се проверат неколку пати, без разлика на сигурноста на изворот на информација, затоа што и новинарите, за жал, може да паднат под влијание на спектакуларноста, ексклузивноста на информациите, да направат многу поголема штета отколку што е користа од брзото и навремено и точно информирање. Новинарот сака добра, ексклузивна приказна. Терористичките групи сакаат публицитет и ширење страф и паника, но дисциплината на верификација на информацијата го одвојува новинарството од пропагандата, фикцијата или забавата, додека пропагандата ги одбира само фактите кои служат за манипулација, фикцијата измислува сценарии и ликови, а забавата нуди само она што е најсмешно. Новинарството информира точно за она што се одвива во моментот. И најпрофесионално вршејќи ја својата работа, новинарот не може а да не предизвика страф и паника кај публиката која ги гледа или чита вестите. Со тоа делумно се постигнува целта на радикалните или терористички групи: внимание, публицитет и заплашување. Уредниците се клучниот филтер и клучниот насочувач како таа информација треба да се дистрибуира, подготви, дистрибуира и пренесе на јавноста. Доколку тие сакаат тоа да биде сензационалистички, за да подигнат читаност или гледаност или што и да е, тогаш ќе направат поголема штета. А тоа може да зависи од различни интереси, политички, бизнис, од незнаење, се едно. Затоа проверката е задолжителна, особено ако се водите од содржини објавени по социјалните медиуми. Постојат алатки за проверување на дигиталните содржини. Едно од подобрите е The Verification Handbook. Ако не знаете дали фотографијата, снимката е извадена од контекст, на располагање ги имате TinEye или Google Reverse Image.